Поштовани гледачи, ова е емисијата визави на програмата на Канал Виз. Развојот на IT технологијата бара и современување и дигитализација на производствените процеси или пак дигитална трансформација на реалниот сектор. Се со цел да се намалат трошоците кои што ги имаат малите, средни и микрофирми. Во наредниве минути ќе разговараме со Ирена Ѓоргиева од Фондот за иновации и технолошки развој, кој што изминативе денови во бизнис центарот при Центарот за развој на Југоисточниот плански регион ја промовира новата мерка или новата програма за дигитализација односно дигитална трансформација на процесите кои што ги имаат фирмите. Повикот ќе биде до 30 марта, а пак сите заинтересирани правни лица, односно микро, мали и средни предпријатија ќе можат да аплицираат за средства за добивање во вистина и до 30.000 евра. Госпоѓо Ѓоргиева, ви благодарам што се озвавте на поканата да поразговараме за и околу можноста да фирмите аплицираат секако на оваа програма, но што пред се значи и самиот поим дигитална трансформација. Вие имавте промоција на програмата за дигитална трансформација во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Ке можете ли на самиот почеток од ова интервју да објасните за каква програма станува збор? Добар ден, ви благодарам. Се работи за предизвик, така наречен, кој што го организира Фондот за иновации и технолошки развој, чијто наслов е со дигитална трансформација до иновација. Со овој јавен повик, всушност, бараме да ни се јават трговски друштва, предпријатија кои можат да бидат микро, мали и средни предпријатија, ако сакаат во рамки на своето предпријатие да спроведат дигитална трансформација и со тоа да воведат нови иновативни процеси на работење или дури и да воведат нов иновативен производ. Значи, целта на овој повик е токму тоа да видиме развојни активности кои што ќе доведат до дигитална трансформација на предпријатијата со цел да произведат нови иновативни процеси или иновативни нови производи и услуги. Дали според она што го кажувате, госпоѓо Ѓоргиева, значи дека оние фирми кои што ќе направат дигитална трансформација во своите процеси ќе бидат и поконкурентни на пазарот на трудот? Апсолутно, значи ова не е прв повик на фондот кој што исклучиво е насочен кон темата на дигитализација, односно дигитална трансформација и претходно и во соработка со други донатори, соработници, партнери сме имале ваков вид на предизвици, односно јавни повици. И овој го организираме со цел токму тоа да ја зголемиме дигитализацијата за да постигнеме поголема конкурентност кај предпријатијата, бидејќи сознанијата од теренот укажуваат на тоа дека дигитализацијата кај нас е на ниско ниво, поготово во споредба со она што се случува надвор и со трендовите кои што постојат надвор од земјата и особено во овие сектори кои што сега ги користиме како пилот сектори, а тоа е земјоделство, прехранбен сектор и туризам. Ѓоргиева, како прв човек или раководител на одделението за спроведување на програмите при Фондот за иновации и технолошки развој, кои се може да аплицираат на оваа програма и кои се услови треба да бидат исполнети од страна на микро, малите и средни предпријатија кои што сакаат да воведат дигитализација на своите процеси за да бидат поконкурентни на пазарот? Како апликант на овој повик може да се јави микро, мало или средно предпријатие кое што, односно трговско друштво регистрирано согласно со Законот за трговски друштва. Тоа трговско друштво треба да е од областа на земјоделскиот, прехранбениот сектор или туризам. Значи,
таквиот апликант може да се јави или самостојно на повикот, може да се јави и во партнерство со друго предпријатие. Во секој случај има повеќе можности и опции за тоа. Детално кои се условите, значи тоа се условите кои што ги определува и самиот закон за трговски друштва. А тоа е да нема повеќе од 250 вработени, како што важи за средно предпријатие, нели, да нема повеќе од 250 вработени и да нема обрт поголем од 10 милиони евра во последните 2 години. Можете ли да ни објасните зашто конкретно може да аплицираат фирмите кога зборуваме за дигитална трансформација, впрочем и колку средства може да се надеваат да добијат од страна на Фондот за иновации и технолошки развој? Па еве, прво ајде да почнем од самиот буџет прво, па ќе преминем и на тој дел. Вкупниот буџет за овој повик е 300.000 евра, од кои што фондот обезбедува 2/3, околу 200.000 евра, се разбира во денарска противвредност. Со останатиот дел од средствата влегуваме во партнерство со програмата за зголемување на пазарната вработливост на швајцарската техничка помош тука во Македонија, која што програма, кратено име, учествува со отприлика 100.000 евра во денарска противвредност. Сега од тој вкупен буџет, значи кој што ќе биде распределен на повеќе, се надеваме дека ќе ги имаме добитници на средства, при што максималниот износ за поединечен проект финансирање е 30.000 евра во денарска противвредност. Тоа е финансирањето што го обезбедува фондот заедно со име, додека останатиот дел од средствата се бара учество, кофинансирање и од самиот апликант, значи го обезбедува самиот апликант. Тука сега ќе има разлика дали се работи за микро и мало предпријатие или се работи за средно предпријатие. Доколку се работи за микро и мало предпријатие, фондот обезбедува до 70% од средствата, останатите 30%, тоа збориме за максималниот износ, минимум 30% треба тогаш да бидат обезбедени од страна на надпреварувачот. Во случај на средно предпријатие, максималниот процент што го обезбедува фондот е 50%. Износот останува ист до 30.000 евра, но во овој случај самиот апликант треба да обезбеди собствено кофинансирање од минимум 50% од вкупниот буџет на проектот. Значи тоа е, мора малку и за сумите за да добијат слика за што станува збор гледачите. Инаку, во однос на она што конкретно се финансира, тука влегуваат активности кои што подразбираат истражувачки, развојни активности, значи активности кои што подразбираат развој на одредени производи внатре во самото предпријатие, меѓутоа кои што ќе доведат до одредена дигитализација, односно дигитална трансформација. Значи, очекуваме дека со она што ќе биде обезбедено од страна на фондот, со таа опрема која што ќе се купи, дали ќе биде софтверска опрема, дали ќе бидат процеси на стандардизација одредени, дали ќе биде, зависи, значи може да бидат повеќе работи како дозволени активности, дозволени трошоци. Тие се детално утврдени со правилата на самиот јавен повик. Во рамките на тоа очекуваме дека со она што ќе биде набавено ќе се овозможи процес на дигитална трансформација во самата фирма и евентуално ќе се воведат нови иновативни процеси на производство или нов производ или услуга. Со оглед дека ова е југоисточен плански регион, регион каде што во фокусот е земјоделството, прехранбениот сектор, а пред малку рековте дека во ова насока може да аплицираат фирми од овие два сектора, но и од туристичкиот. Значи ли тоа дека земјоделството, односно прехранбениот сектор ќе има некаков примат во апликациите? Тите се со иста стартна основа. Значи тоа е еден наш пилот обид да во овие области каде што е установено дека нивото на дигитализација навистина не е многу задоволително, да побудиме интерес и желба и помош пред се на предпријатијата во овие сектори да влезат во процесите на дигитализација. Токму затоа не бараме
предпријатија од ИКТ секторот, него бараме предпријатија од токму од овие сектори да се јават како апликанти, додека предпријатијата од ИКТ секторот или консултанти од таа област можат да се јават со поддоговорен или партнерски односи да настапат заедно. Но идејата е да се обезбеди одржливост, решенија кои што ќе значат дигитализација, но и потенцијална одржливост и продолжување на тие процеси, за кои што веруваме дека се неопходни, особено за оние фирми кои што работат и соработуваат со странство, например, но и за сите останати, за да бидат во тек со она што се значи светски тек и светски процеси во оваа област. Да. Дигитализацијата секаде е да се врши забрзано и ние мораме со тоа да го фатиме чекорот на тој план. Почитувани гледачи, вие го следите интервјуто со Ирена Ѓоргиева од Фондот за иновации и технолошки развој, односно раководител на одделението за спроведување на програмите на фондот. Разговараме за програмата или повикот за дигитална трансформација на малите, средни и микропредпријатија, односно повикот за добивање на финансиска поддршка. Ѓоргиевска, како стои македонскиот реален сектор за кога станува збор за дигиталната трансформација? Дали заостануваме во однос на останатите држави или пак овој процес кај нас е во зародиш? Па причината за овој повик, меѓу другото, беше и тоа што анализите кои што се правени, поготово од страна НИМЕ со Развојната банка, укажуваа на тоа дека нивото на дигитализација е тука навистина ниско, особено во тие сектори, затоа се земени како пилот тие сектори и дека мора да се превземат веќе да се превземаат чекори и да се, како да кажам, побудува интересот на јавноста за забрзано работење на тој план и воведување на нови дигитални процеси. Дали во овој повик, кој што е некаде до 20 март, има и одредени услови кои што ќе мора да ги исполнат фирмите, односно откако ќе го добијат грантот, бидејќи вие како фонд за иновации верувам дека ќе правите и контрола како го имплементираат овој проект. Посебни услови нема, но фондот секако има во рамките на институција има механизми за мониторинг на веќе добиените проекти, така да се врши мониторинг во текот на спроведувањето на проектот. Мониторингот во овој конкретно повик ќе се врши на две нивоа. Прво е стандардниот мониторинг во однос на тоа како се спроведуваат активностите и како се трошат трошоците кои што се предвидени во рамки на буџетот, но исто така има и мониторинг во однос на имплементација на самото решение кое што ја правиме заедно со Innovate DIG, кои што исто се партнери во овој проект. Ке можете ли да ни конкретизирате до кога ќе бидат познати добитниците на грантови за дигитална трансформација, но и впрочем кој временски период кој што треба да го реализираат проектот со кој што ќе аплицираат фирмите до Фондот за иновации? Ние очекуваме дека, значи, бидејќи повикот завршува на 20 март, тоа е последниот ден за аплицирање. Предпоставувам дека после тоа следува период на избор на најдобри предлог проекти. Од моментот кога ќе се изберат најдобрите предлог проекти, бидејќи максималното траење предвидено за еден проект со овој предизвик е една година, верувам дека следната година би можеле да ги очекуваме и првите резултати. Ви имавте во Центарот за развој на Југоисточниот Атлантски регион промоција на оваа програма, каде што присуствуваа голем број стопанственици од реалниот сектор во Југоистокот. Кој е нивниот глас? Зашто конкретно прашуваа пред се кога бевте присутни таму? И кои се нивните барања? Едноставно се воспостави одредена комуникација. Кои се оние барања кои што ги упатија до вас или пак кои се нивните реакции, прочем? Реакциите се навистина добри. Ние овдека имавме многу повеќе посетители на оваа презентација отколку што навистина и очекувавме.
Значи, интересот беше навистина голем и тоа не радува, бидејќи секој чекор и секој напор превземен веќе во оваа област е напредок за самата компанија и самата подготвена апликација е чекор напред во работењето на компанијата. Јас верувам дека ќе има и понатаму, не очекуваат периоди кога ќе има средства кои што ќе се обезбедуваат во оваа област, бидејќи дигитализацијата и дигиталните трансформации се тренд секаде, па и во нашата земја, така да тоа е навистина позитивен чекор за компаниите и подготовката на апликациите секако оди во тој правец на добивање на повеќе можности и средства на овој план. Да. Георгиева, кога станува збор за дигитална трансформација, се помислува и на дигитализирање на самите производствени процеси и од тука е реален стравот дека можно е намалување на работната рака или потребата од работна сила. Значи ли тоа дека ќе доаѓа и до отпуштање на вработени од самите фирми кои што веќе ги имат, а со процесот на дигитална трансформација може да ги загубат и работните места? Потребата од работна сега зашто ја правиме? Немаше интересно, ама баш за тоа немаше пражање. Веројатно бидејќи учесниците ја сватија суштината на повикот, а тоа е да се намалат трошоците, да се зголеми брзината и ефикасноста на работењето и со тоа самото тоа да се стане поконкурентен. Ние во рамките на апликацијата, бидејќи целта ни е не да намалиме вработени, него напротив да го зголемиме бројот на вработени, во апликацијата исто така ќе бараме и план за тоа како ќе се распоредат вработените, како тие понатаму ќе бидат искористени. И целта на целата дигитализација секаде, не само кај нас, е да ги оние процеси кои што се поедноставни, механички, да ги систематизира, да ги дигитализира во еден систем, за да човечкиот ум и капацитет го ослободи за работни места кои значат понатамошен напредок на компанијата. И сакаме да го видиме тој план за понатамошен напредок и искористување на вработените и нови вработувања и во апликациите кои што ќе се поднесуваат. Според она што го кажувате, индиректно тоа ќе значи дека ќе мора и вработените во реалниот сектор да применуваат нови методи, односно да се усовршуваат кога станува збор за дигиталната трансформација. Дали тоа значи дека треба да се размислува во македонскиот реален сектор за доквалификација, преквалификација, дали со оваа програма ќе може да се обучуваат и вработените за дигитална трансформација? Секако и доколку и во апликациите, доколку се предвидуваат обуки, доквалификации, за да може после тој тренд да се следи. Затоа го насочивме повикот не кон ИКТ секторот, токму кон овие сектори, каде што има недостаток од таква квалификација. Ова е можност да се обезбеди таква квалификација, за да понатаму се обезбеди и одржливост на тие системи, нивно следење, па и понатамошна дигитализација, да не се опре процесот со самите проекти. На почетокот рековме во интервјуто дека ова е земјоделски регион, доколку една преработувачки капацитет воведе дигитална трансформација, што значи дека поефикасно земјоделско производство и побрзо, тоа ќе значи и потреба од зголемување на земјоделското производство. Дали на тој начин го поттикнувате целиот систем земјоделец, конзервно-преработувачки капацитет откупувачи да бидат за окружување на целиот систем и на тој ланец на производство? Овој повик треба да биде поттик токму тоа да се случи, или затоа што ако индивидуално веќе почне да се случува по самите фирми, тоа ќе повлече секако и поширока сеопфатност на тој процес, да се надеваме дека ќе се препознае тоа како потреба и дека ќе имаме одзив на овој повик. Со оглед дека доаѓате од Фондот за иновации и технолошки развој, дали доправа се очекува да бидат отворени нови програми каде што ќе можат македонските компании да аплицираат доколку имаат иновативни решенија?
Да, генерално фондот продолжува со програмите, ќе продолжи и оваа година, како и претходно. Ние очекуваме дека наскоро ќе биде објавена програмата, така да ќе може детално да се види за тоа за кои програми ќе стане збор оваа година и што ќе имаме од повици оваа година, меѓутоа секако дека фондот продолжува и понатаму со своите стандардни активности. Георгиева, јас ви благодарам на ова интервју. Почитувани гледачи, во изминативе минути разговаравме со Ирена Георгиева, раководител на одделението за програми при Фондот за иновации и технолошки развој. Темата беше можноста за дигитална трансформација и добивање средства од Фондот за иновации токму за оваа намена. Повикот е отворен до 20 марта. Микро, малите и средни предпријатија ќе може да аплицираат со одреден проект доколку сакаат да воведат дигитални процеси во своето работење. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Секое добро.